Благодарам, господин Джафери. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, мојава дискусија се однесува на начинот на функционирање на Социјалдемократскиот сојуз, односно СДСМ, првенствено во делот на партизирањето на институциите. Значи, би сакал, не би сакал да одам во напади, прозивање или било што би било ад хоминем визави поранешен колега тука во Собранието на Република Македонија, Игор Ивановски. Игор Ивановски има своји компетенции, Игор Ивановски ги познава овие прашања кои што се од делокругот на оваа агенција, но се повторува она што во континуитет го имаме, а тоа е дека кадровската политика на СДСМ е мотивирана за алиментирање на своите партиски кадри во државните институции, агенции, министерства, совети и така натаму. Погледнете само една споредба. Ние во овој парламент, во ова собрание, пред неколку месеци требаше да донесеме одлука за гувернер на Народната банка на Република Македонија. Господјата Бежовска никогаш не била ниту член, ниту присуствувала на собири, митинзи или било што поврзано со ВМРО ДПМН. Игор Ивановски бил подпредседател на СДСМ, Игор Ивановски бил пратеник на СДСМ, Игор Ивановски бил член на председателство на СДСМ и така натаму, и така натаму. Значи, она што не го гледаме кај СДСМ, тоа е отворање кон цивилното општество, кон граѓаните, кон независни интелектуалци и оние кои што едноставно не орбитираат кон оваа политичка групација. За жал, имаме ситуација во која што преку вакви кадровски решенија се подкусуруваат поддршките кои што беа изминативе месеци за крилото на Бранко Црвенковски и поддршката која што ја доби во изминативе неколку месеци со приближување кон овој СДСМ, кој што него очигледно не му се допаѓа. Но очигледно е дека имало кадровски комбинаторики, очигледно е дека има некој пакет и ние сега гледаме реализацијата на тој кадровски пакет. Ова не го гледаме само овде, каде што треба во собранието да гласаме за одредени кадровски решенија на СДСМ, ова го гледаме секојдневно на дузина и дузина конкурси, каде што луѓето порачуваат дека ќе се заминат од Македонија, дека аплицирале, дека конкурирале, а дека некој сосема друг бил едноставно најавен или го резервирал тоа место во јавниот сектор. Значи, уште еднаш имаме окупација на институциите од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Таа пракса на СДСМ апсолутно продолжува, иако уште еднаш ке речам, не напаѓам ад хоминем визави Игор Ивановски. Со него сме имале тука доста дебати, несогласувања и морам ова да го кажам, тој и тогашен СДСМ, каде сметам дека беше повеќе на македонски позиции, на линија на одбрана на државните и националните интереси, одошто овој СДСМ на Зоран Заев. СДСМ на Бранко Црвенковски беше многу поодговорен спрема Република Македонија, апсолутно, а овој СДСМ кој што сега го гледаме е нешто сосема друго. Да, колеги, Киро Глигоров би се срамел од ваквиот СДСМ и вие тоа добро го знаете. Благодарам.